Добро утро, почитувани гледачи, добро ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Кардиоваскуларните заболувања се уште се причина број 1 по застапеност, но и причина број 1 по смртност во светски рамки. Токму затоа секогаш треба да работиме на превенцијата и да зборуваме буквално за сите состојби кои што го засегаат нашето срце. Срцевиот удар или миокардниот инфаркт, исхраната после преживеан срцев удар, односно начинот на опоравување, а исхраната е само една од целината која што треба да ја заокружиме, во која што влегуваат и многу други работи кои што треба да ги смениме за да можеме да го намалиме ризикот од повторен срцев удар. На оваа тема утрово разговараме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, субспецијалист кардиолог од приватната здравствена установа доктор Маја Шушлевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Исхрана после преживеан срцев удар, за да објасниме што и како треба и како помага во периодот на опоравување и што значи тоа за самиот пациент, како се намалува ризикот од другите срцеви заболувања. Да споменеме на почеток што е срцев удар и што се случува во организмот кога ќе дојде до ваква состојба. Срцевиот удар представува исхемично заболување на срцето, тоа значи дека да станала блокада на затворање на некоја или повеќе, всушност една или повеќе од срцевите артерии, кои ги нарекуваме коронарни артерии. Класична причина заради тоа се наталожување на масноти, создавање на така наречени плаки, атероми, кои што предизвикуваат намалување на циркулацијата, кој може да биде постепено и кој може да биде нагло, доколку се случи прскање на некои тие плаки, бидејќи тие плаки може да бидат стабилни, калцифицирачки, долготрајни, кои се формираат во долг временски период, или може да бидат така наречени меки инфламаторни плаки, кои во даден момент, иако не предизвикуваат големо стесноње, може да прснат и да акумулираат тромботична маса и да настане акутен срцев удар, кој предизвикува изумирање на делот од срцевиот мускул, кој што зависи од таа артерија. Бидејќи всушност тие се распоредени на таков начин да не постои можност, доколку не е настанало по природен пат колатерална циркулација, значи од друга страна постепено да се напои, што се случува всушност во секојдневието, така да тој изумрен мускул веќе не учествува во функцијата на срцето, постепено бива заместен со друго нефункционално миокардно или мускулно ткиво, туку со сврзно ткиво и ја менува хемодинамиката на срцевиот мускул. Настанува ние викаме така наречена дисфункција, која всушност е слабост на срцето, не работи на правилен начин и почнува да ја менува својата форма. Всушност срцето на некој начин пропаѓа и се формира состојба на срцева слабост. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме да зборуваме и за симптомите кои што е важно навреме да ги препознаеме, брзата реакција, причините, ризик факторите, а фокусот да го ставиме на исхраната после срцев удар. Останете со нас, почитувани гледачи, продолжуваме веднаш по рекламите, ве очекуваме и да се јавите со вашите прашања за да добиете совет и препорака. Со доктор Маја Шушлевска-Павковска, субспецијалист кардиолог од приватната здравствена установа доктор Маја Шушлевска, зборуваме за исхрана и животен стил по срцев удар, после срцев удар. Ризик факторите и причините, доктор Маја, кои се за срцев удар, и само да споменеме дека за жал во некои случаи фатално завршува, меѓутоа онаму каде што нели ќе се преживее срцевиот удар, веќе мора да се менуваат и навиките на живот, и стилот на живот, и исхраната и ред други нешта за да се намали ризикот од повторување. Да, тоа го сметаме на некој начин како жолт картон, значи еден сериозен знак на предупредување и треба да се одбере сосема поинаков пат од оној кој што довел всушност до срцевиот удар. Симптомите може да бидат типични и нетипични и мажите најчесто презентираат типични симптоми како градна болка, со кочење на вилицата, со трнење во рацете, болка во рацете, болка во стомакот, болка која што се шири кон крвот. За разлика од нив, жените секако дека се различни и кај нив покрај исто така градна болка може да се јави вртоглавица, болка во рамењата, може да се јави слабост и гушење. Значи, малку поопшти симптоми, симптоми кои што се подалеку од срцето. Меѓутоа, кога ги знаеме ризик факторите, например, една возрастна жена која што има покачена телесна тежина, е пушач, веќе влегла во рана менопауза, тоа не е многу важно како податок кај жените, значи можеме да
претпоставиме дали има веројатност или таа веројатност е помала. Меѓутоа, срцевиот удар не мора да биде всушност само резултат на стеснување на срцевите садови, може да биде и дисекција, значи да се случи кај жени кои примале хормонска терапија. Од таа индуцирана инфламација може да се случи кинење на ѕидот. Друго може да се случи микроваскуларно заболување, значи една поинаква форма која е карактеристична за презентација повторно кај жените на некоја возраст од над 60 години. Како што и ми споменавте дека имавте случај таков, пред неколку дена во ординација кај вас. Да, значи пациентката нема типични ризик фактори, нема возраст, не е пушач, нема покачен притисок. Во понатамошните истражувања утврдивме има инсулинска резистенција, значи нема класичен дијабет, туку нарушена толеранција на гликемија, е физички активна, значи тоа беше само единствениот фактор. И кај неја презентацијата била со болка во рамото, таа не живее во оваа држава, во нашата држава, во незината матична држава, веднаш е пристапено кон расчистување, нели, обработка на градната болка и всушност не е најдена типична коронарна болест, немала значајна стеноза која можела да нити зачепување на крвниот сад, меѓутоа со магнетна резонанца утврдено дека се работи за презентирање, нели, спрема знаците на магнетната резонанца на срцев удар од микроваскуларно потекло. И всушност тоа е нешто што ни представува задача да ги побараме останатите дополнителни ризик фактори на страна од класичните како хипертензија, пушење, дијабет. Да, тие се оние основните и главните, веќе добро познати. ЛДЛ, холестерол, значи кај таа конкретно пациентка најдовме дека има покачен хомоцистеин. Хомоцистеин е всушност еден од некласичните ризик фактори за исхемични заболувања, за атеросклероза всушност. Така што предизвика, нели, да понатака им се помогне на тие пациенти да го сочуваат здравјето, да не настане нов удар и да не настане пропаѓање на срцето после прележаниот срцев удар, бидејќи овдека веќе зборуваме за срце кое носи товар, значи има последица, има лузна. Веќе има оштетување. Да, има лузна и веќе нели начинот на справување со тоа срце треба да биде поинаков. Нели се барат и маркери дали срцето има оптеретување. Тоа се нови срцеви маркери за срцева слабост и пристапуваме всушност кон лекување на последицата, не само на превенција на секундарни или на нови настани. И сега, во периодот на опоравување и рехабилитација, ќе речеме, исхраната колку важна улога има или што се е важно тука во тој период по преживеаниот и прележаниот срцев удар? Сведоци сме дека исхраната е многу важна не само за срцевите, кардиоваскуларните, туку и за сите останати заболувања. Значи, нашето црево е контакт всушност со надворешната средина, како и белите дробови, нели? Меѓутоа има огромна површина и доаѓа во контакт со различни супстанции, материи и всушност нашето црево, гастроинтестиналниот систем е програмирано да на еден начин кој во денешно време е сменет, нели? Тоа е голем интерфейс, голема работна површина. И еве само да напоменам дека во целината на организмот сега дефинираме и така наречена оска помеѓу цревото и срцето. Оска помеѓу, веќе знаеме за цревото и помеѓу мозокот, нели? Тоа е најголема база за продукција на серотонин. Меѓутоа сега знаеме дека всушност дегенеративните васкуларни заболувања може да потекнуваат и од стомакот. Значи се случува gut leakage, пропушта цревото одредени материи и тие може да предизвикаат инфламација на директен и индиректен начин на срцето. Така што исхраната има неверојатна улога и таа, како и за се останато, треба да биде прилагодена индивидуално, бидејќи не сме сите исти, мажи и жени во менопауза, без губитокот на хормоните кај нив, млади луѓе, како исто така се случуваат, за жал, срцеви удари заради генетика или заради неправилности во начинот на живењето. И во тој контекст, покрај стандардните принципи за исхраната, дека треба да биде ослободена од холестерол, типично да речеме за нашата исхрана, многу сирење, нели зреено сирење кое е богато со холестерол, исхрана месата црвени, понатаму да не зборам за процесираната храна, изнутрици, преработки на месо, газираните пијалоци кои што содржат многу шеќер, белите шеќерчи, сето тоа претпоставувам дека голем дел од популацијата го знае дека е навистина штетно.
Потребно е да се знае дека храната треба да содржи многу пробиотици во контекст на цревото да биде здраво. Пробиотици и пребиотици. Тоа значи многу зеленчуки овошје или да се надоврзам веднаш на медитеранската исхрана или даш исхраната. Препораките кои што укажуваат дека исхраната богата со свежа храна, свежо овошје, зеленчук, јатки. При тоа да кажам дека бадемите се едни од најнеутралните и нашите ореви се многу здрави. Протеини од типот на грашок, граф, леќа, интегрални житарки, значи не само пченица, туку хелда, просо, киноа, овесни снегулки, или сега имаме плејада на житарки на располагање. Важно е дека во исхраната треба да внимаваме на маснотиите. Маснотиите, не зборувам за путерот, за маснотиите кои што содржат висок процент на холестерол, туку исхрана која што содржи преработени маснотии, сончогледово масло, нели тоа е високо рафинирано, пржените масла и други видови на масла кои што нели се користат во палминото масло, нели треба да трагаме за продукти кои што ги купуваме како процесирани или полупроцесирани. И што потоа нели ќе ги користиме во текот на денот како бидејќи продукти укажано за исхрана. дека тие многу го покачуваат потенцијалот на инфламација во телото. Значи се повеќе се зборува за тој концепт на инфламација или исхрана која што можеби не ги содржи оние претходни продукти, меѓутоа од друга страна начинот на спремање и составот на исхраната доколку содржи вакви маснотии предизвикува, тие имаат инфламаторен потенцијал, предизвикуваат тивко, значи од нисок степен воспаление во целото тело, но и во крвните садови. Значи треба внимателно да одбереме што ќе внесеме. Значи има нешто кое што е забрането, мораме со тој термин да го кажеме за да не се внесува, храна, и нешто што е дозволено и веројатно првиот чекор кај овие пациенти од страна на докторот да им укаже дека овие ограничувања не значат казна. Да. Понатаму во животот, туку едноставно еден нов начин и стил на живење, правилна исхрана која што ќе биде добра за нивната состојба. Да, значи тоа е навистина добра терминологија, бидејќи храна дека не значи казна, постојат многу опции за исхраната, меѓутоа секако како и сите нации, нели ние си ги следиме нашите навики од нашето поднебје, меѓутоа тие веќе не функционираат. Знаеме дека всушност и увезуваме многу храна, храната не е наша ендемска автохтона храна, која што ја користиме и која што ни е блиска генетски. Храната исто така содржи многу пестициди. Значи на тој момент исто така треба многу да се внимава. Така да треба да се инвестира во промена на исхраната, бидејќи таа е база за долговечност. И оние пациенти кои доаѓаат кај мене и кои се долговечни, можам да кажам дека константа кај нив е дисциплината. Луѓето се активни дури во една изразена возраст на над 80 години имаат историја за прележан срцев удар или за стентирање, кое е, да речеме, на почетокот на таа каскада. Значи, спречеле понатамошно комплицирање, на време е реагирано и, значи, 30 на години понатаму живеат, меѓутоа, одржувањето на телесната тежина, редовното движење и внимание во исхраната, значи, избегнување на одредени намирници како црвеното месо и овие казнените храни, да ги наречам. Меѓутоа, сепак, нели, користење на една традиционална наша кујна која е квалитетна и нутритивно оправдана. Значи, класичната наша кујна со зеленчуците, со махунарките, со нели полнетите пиперки во помал сооднос, нели да не се препржува, да не се става многу зетин, обезбедува долгорочно добар изглед да се сочува здравјето пред срцето и крвните садови. Да, и ваквата исхрана и превентивно така би била во прилог на тоа да го одржуваме здравјето или пак да почнеме да го менуваме животниот стилот и нездравата исхрана и ризик факторите доведуваат до вакви случувања. Да, и еве на пример да кажам дека најголема инвестиција е всушност дома да си ја готвиме храната. Сега ова е можеби антипопулистички на нели нашиот тренд на живење често пати да се оди во ресторан или динамичен, некогаш се нема време така за да се направат сите тие работи. Да, тоа е подобро да се сготви некоја салата или брза зеленчукова супа која што ќе овозможи внес нели броколи, карфиол и така натака. Постојат опции за брзо готвење на квалитетна храна која што има висок антиинфламаторен потенцијал и секогаш овоше и зеленчук.
тие имаат исто така многу калиум. Калиумот е важен, онаму каде што нема проблем, нели, со екскриција, со излачување на калиумот. Калиумот е многу важен во намалување на крвниот притисок, во стабилизација на срцевиот ритам. Значи има улога во обезбедува добри услови за работа на срцето и крвните садови. Што со внесот на сол? Натриумот знаеме дека молекулот односно атомот на натриумот, ионот на натриум врзува многу вода и таа вода го зголемува волумено. Таа веќе имаме повредено срце кај срцевата слабост, која што го оптеретува срцевиот мускул. Всушност ние ствараме база за срцето да работи повеќе. Тоа не го сакаме, користиме термини како preload, значи полнење на она што му се враќа на срцето, и затоа кои пациенти даваме диуретици, нели, за всушност правиме еден вид на хемиска манипулација, за да може да го измократ оној вишок што всушност им заостанува во срцето. И така кога ќе дадеме диуретика како и мобилно мокрење, тоа укажува дека има некаква слабост на срцето, може да е моментна, меѓутоа може да е и хронична. И тоа ни укажува дека треба да внимаваме да не го оптеретуваме, бидејќи му задаваме поголема задача, а срцето не е спремно да го поднесе тој товар. И во поново време постојат и други лекови наместо диуретиците кои што представуваат нели како механички вентил за преку бубрезите да се изврли вишокот на натриум и да повлече вода. Постојат нови класи на лекови кои покрај тоа што имаат ваков диуретски ефект, тие имаат и висок антиинфламаторен потенцијал. Тоа е голема придобивка на науката во денешно време, да имаме такви лекови кои помагаат срцето да се задржи во таа кондиција, да не пропаѓа дополнително нешто што порано беше предизвик. Така, да. Да го намалиме и ризикот така од повторно такво непосакувано случување. Срцевата слабост веќе нели по повреда на срцев мускул. И тука кај срцевата слабост исто е важна исхраната. Дефинитивно, така? Значи повторна антиинфламаторна исхрана која не само што е потребно да спречи создавање на понатамошни стеснувања, туку потребно миоцитите, клетките на миокардот да ги држи во кондиција. Бидејќи тие всушност работат повеќе, да речеме има 30 или 50% загуба. И товарот е на клетки кои неправилно нели треба неправилен товар, два пати поголем товар, три пати поголем товар имаат и всушност изложени на механички стрес. Значи на тој стрес ние треба да го намалиме овој инфламаторен потенцијал од храната и да им обезбедиме, или сега зборувам всушност за молекуларната биологија, нивните митохондрии да ги збогатиме. Во тоа игра голема улога из храната, нели балансирана храна, свежа храна, богата со многу антиоксиданси и тренираност е потребна. Нели можеби ќе звучи парадоксално дека ние треба да го одмараме срцето со седентарен начин на живот, меѓутоа тоа не е точно. Потребно е да после одреден нели градуелен процес на враќање на срцето во кондиција после прележаниот срцев удар, прва фаза во болница, па потоа 6 до 12 недели, значи со постепена физичка активност и потоа срцето зависно од степенот на дисфункција, склоност како на ритми, потребно е да се врати во кондиција бидејќи така се регенерира, се освежува, потребно е да се обавува една одредена рециркулација која ќе храни миоцитите. Еве да се изразам на таков начин, бидејќи во тие миоцити има митохондрии, тие митохондрии се всушност генератори на енергија и за тие да функционираат, да бидат побројни, присутни и поактивни да произведуваат повеќе енергија, која сума сумарум нели ефектуира во квалитетот на работата на срцето, потребно е да има добар баланс, да има многу антиоксиданси како N-ацетил карнитин, како ресвератрол, коензим Q10. Еве тоа е на пример еден пример кој е важен да се напомене, бидејќи овие пациенти примаат статини. Статините веќе има и нови лекови, значи науката оди во правец за оние пациенти кои не толерираат да најде подобар одговор за намалување на лошиот холестерол. Тие статини од една страна го намалуваат холестеролот преку синтезата во црниот труп, меѓутоа од друга страна колатерално намалуваат и синтезата на коензим Q10. А овој коензим, всушност ензим во нашиот организам, во целото тело, и во мозокот, и во бубрезите, и во срцето, конкретно се намалува со возраста и е многу важен во таа електронска каскада што се случува во клетките во митохондрите со продукција на енергија. Значи од една страна коригираме еден фактор на ризик, меѓутоа од друга страна му одземаме на организмот. Така што нели треба да го најдеме вистинскиот баланс, па да не претеруваме со
висока доза на статини кај овие пациенти, туку да најдеме начин ако имаат метаболен синдром, нели дебелина, скриен шеќер, примарно да ги коригираме тие фактори. Скриениот шеќер и инсулинската резистенција, бидејќи во овие состојби секундарно се покачува холестеролот. И на повеќе начини, всушност и со инсулинската резистенција и со холестеролот кој има високо ЛДЛ холестеролот, кој има високо оксидативен потенцијал, страдаат и малите и големите крвни садови. Значи пристапот треба да биде од повеќе агли. Не може да биде само холестеролот и намалете физичка активност, намалете телесна тежина, туку треба да имаме и одморен организам кој е физички активен и кој живее. И никогаш и потреба веројатно и од дополнителна суплементација покрај соодветната терапија која што е примена, меѓутоа секогаш лекарот ја носи одлуката, така што дополнително би се внесувало. Секој организам е индивидуален, не ги обработува суплементите во иста мерка, спрема исхраната има одреден баланс на суплементи, така да не треба на слепо да внесуваме. Дури прочитав дека суплементација со железо не е многу препорачлива кај оние луѓе кои немаат индикација, немаат потреба, немаат анемија, имаат добри резерви, не треба да даваме мали дози на железо, бидејќи железот има високо оксидативен потенцијал. Значи, од една страна, додека стигне до резервите, до крвните клетки, железото може да направи проблем да ги оксидира во организмот молекулите и да има тој негативен оксидативен потенцијал кој може да биде потенцијално канцероген. Затоа кај некои антиоксидансите, така, или кај случаи на пациенти кои што најдобро е на природен начин. Значи витамин С да се внесува по потреба повеќе во дадена ситуација, меѓутоа да се внесува пред се примерно преку свежата храна. Исто така и за останатите витамини, освен витаминот Д, за кој знаеме дека само 5% можеме да го внесеме природно преку сончење или преку исхраната. Еве сега веќе во овој период, зимскиот период, всушност немаме таков агол на сончева светлина која што може да конвертира, така да тоа е невозможно на ова место на планетата да го направиме. И потребно е доколку постои дефицит кој е универзален дефицит. Секаде во светот заради начинот така и да проверувате, така со една превентивна доза може да одржувате. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот понатаму. Доктор Маја, исхраната е само еден дел од онаа целина која што треба нели да ја исполниме. Тука е и умерената, редовна физичка активност, контрола на стресот, откажување од пушењето и ред други нешта кои што го намалуваат ризикот од повторни случувања. Во поглед на физичката активност споменавте е потребна и неопходна, меѓутоа мора да знае така пациентот или човекот кој што веќе преживеал срцев удар, што и како и колку да ја применува. Доколку срцевиот удар е помал, не направил големо оштетување, кој што нели можеме да го квантифицираме со ехо, со магнетна резонанција и така натака. Значи не постои дисфункција, тоа се работи за мал срцев удар. Со постепено враќање во кондиција, како што веќе претходно напоменав, понатаму може да се оптоварува, да речеме 70 до 80% од она што е предвидено за неговата возраст. При тоа е важно каков тип на вежби ќе се применат. Нели вежби кои може да бидат концентрични, аеробните вежби, пешачење, возење на велосипед, на рамно пливање, сето тоа нели го знаеме дека како база треба да биде потребно неколку пати во неделата. Меѓутоа се препорачува во поново време заради позитивните ефекти кои ги има и вежби на оптоварување или така наречени резистанс вежби. Вежби кои што треба да зголемат мускулната маса на телото, меѓутоа и да го јачаат, да го засилат срцевиот мускул. Се препорачува 2 до 3 пати, нели, меѓутоа на почетокот со лесни тегови, повеќе пати повторување, ама помал степен, не до максимум, туку да кажеме 30 до 40% до максимум кој што е предвиден за таа мускулатура. Например, на раце дали доколку може пациентот да дига 20 кг, да не дига повеќе од 12 килограми. Исто така важно е да пациентите кои имаат поголем срцев удар, да на почетокот за нив се предвидат специјални вежби, значи тоа се во современите држави се спроведува во специјализирани рехабилитациони установи, се даваат ексцентрични наспроти концентрични вежби, значи вежби кога мускулот дава отпор на истегнување, а не контракција, мускулот се издолжува. Обично или споро, например, се врши една одредена контракција.
Зошто е тоа така? Бидејќи во такви состојби срцето не се оптоварува многу, не се зголемува отпорот кој што тој треба да го совлада за разлика од концентричните вежби. Имаат многу поволен ефект и правилното дизајнирање треба да го држи срцето во кондиција. Ова на страна од оние аеробни вежби кои што ги споменав на почетокот. Таков тип на вежби, например, би било употреба на еластични траки. И постојат огромен број на вежби на интернет кои можете и сами да ги најдете и во домашни услови, значи нема оправдување зашто не би ги правеле. Значи постојат опции, постојат варијанти за физичка рехабилитација и кај пациентите со срцева слабост. Така, макар и малку да применуваат според она тие како ќе почувствуваат колку можат, ќе биде добро. Потребно да бидат упатени. Да. Во болнички услови, нели за време на хоспитализацијата, минимален напор, станување, седнување, разгибување или вежби на флексибилност, стегнување на рацете и на нозете. Потоа првите 6 до 12 недели лесни вежби, нели од среден интензитет, додека да се стабилизира срцето и онаа зона која што е нели повредена, но и додека да се вгради стентот или реваскуларизацијоната со оние пациенти кои имаат, бидејќи тоа е дел од терапијата што првично се презема по терапијата може да биде нели или интервентна со пласирање на стент, со дилатирање, со ширење на крвниот сад како балон, нели тоа популарно кажано што го нарекуваме, но може да биде и со отварање на граден кош, нели доколку е невозможна или неапликативна таа стратегија интервентна. Се нели во смисол да се возможи срцето како орган од втор ред веднаш после мозокот да го сочува својот интегритет. Значи после овој примарен период понатака пациентот е стабилен и му се препорачува одредена физичка активност. Од неверојатно значење, значи исто како исхраната и како терапијата, значи таа е на истото ниво физичката активност како и терапијата која што пациентот треба да ја прима. Така да. На статинска терапија за поддршка на срцевиот мускул, бета блокатори и да не ја забораваме нели антиагрегационата терапија, аспиринот, а во чести случаи во првиот период двојна антиагрегациона терапија и уште еден лек. Така. И сега, и покрај тоа што се направиле промени во животниот стил, во исхраната, умерената физичка активност, редовната терапија која што се зема, сепак постои еден продолжен ризик. Да, тоа е така наречениот зошто е важен и не смееме да го игнорираме. Да, тоа е така наречениот резидуален кардиоваскуларен ризик, бидејќи навистина се случува да еви во моја ординација доаѓаат пациенти со непозната причина од нели срцев удар или стентирање, еве да речеме, не мора да биде со крајната последица. Тој преостанат кардиоваскуларен ризик е всушност тој ризик кој постои кај пациентите кои и прележале срцев удар или имале реваскуларизациона техника применета, кога и покрај покачениот притисок што е регулиран, маснотиите се доведени во таргет, нели посакуваната целна вредност, шекерот е оптимизиран доколку го има, дебелината, имаме ослабување, намалување на телесната тежина, сепак постои тој преостанат кардиоваскуларен ризик и тој може да потекнува, како што веќе напоменав, од хомоцистин, кој е поврзан со мали мозочни удари, со периферна васкуларна болест, со плаки на каротидите и со срцев удар. Хомоцистинот е една аминокиселина која настанува како резултат на метаболизмот на метионин. Метионин е есенцијална аминокиселина која има во протеините од животинско и од растително потекло, во јајца, во црвено месо, во белото месо, значи убиквитарен го има насекаде и кој може дури да се зголеми генетски доколку неговото метаболизирање е нарушено заради генетски причини или при бубрежна болест, при дијабет или при употреба на одредени лекови како антиепилептици. Па и овие пациенти кои примаат одредена група на лекови треба да внимаваат на овој фактор на ризик. Потоа ЛП-А, значи тоа е нов, релативно нов маркер, последниве 10 години веќе е признаен како силен атероген фактор, значи треба да помислиме, особено кога потомството на оние пациенти кои имале прерана, прематурна кардиоваскуларна болест, мажи на возраст до 50 години, жени на возраст до 55-60 години. Значи кај овие пациенти, нивните наследници, нивните деца треба да се тестираат на овој маркер, бидејќи ЛП-А е сличен како ЛДЛ, лошиот холестерол, има оксидативен потенцијал, слично како ЛДЛ, како лошиот холестерол, влегува во крвните садови, оксидира, но и не само на таков начин, туку тој се трка, компетитивен е со фактор во крвта за растворување на крвта. Значи има силен тромботичен потенцијал.
И често пати го среќаваме во кардиологијата во присуство на калцификати на крвните садови пред се на аортниот залисток. Покрај него, исто така сакам да напоменам и кај постои во инфламаторните состојби, не често не мериме, значи, маркери за инфламација, меѓутоа треба да помислиме на високосензитивниот high sensitivity CRP, особено кај луѓе кои имаат автоимуни заболувања или склоност кон автоимуни заболувања, значи не мора да бидат потврдени, меѓутоа имаме ревматски болки, нели, каде немаме висок титар на антитела или имаме некакви мешани синдроми на болести на сврзни ткива. И воопшто, нели, кога него мериме високи овој high sensitivity CRP, пропуштаме да одредиме инфламаторна состојба. Што се случува во позадина? Значи се случува една тивка инфламација која може да се измери со тие интерлеукини и треба да ги таргетираме. Значи и други состојби покрај овие може да придонесат до тој резидуален кардиоваскуларен ризик. Затоа мора да го имаме во предвид, така да не го игнорираме и значи, секогаш да помислуваме и на страна на инфламација која не треба да треба да ја пропуштиме. И овие пациенти треба да сватат или да прифатат дека постојано треба да внимаваат и на исхраната, и на физичката активност, и на намалување на сите, нов животен стил, кој што и не е така лош. Апсолутно не, само треба да се направат само да се навикнат. Да. Ви благодарам, доктор Маја, за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во истиот термин.